Вързостта на член 42, став 2 от Деловника на Съветът на община Богданци, како најстар присутен член на Съветът е отворен 73-та седмица на Съветът на община Богданци. Констатирам дека на седмицата са присутни 10 члена съветници. Според това постои кворум за работа за одлучување на Съвет. Поради тоа што председател на Съветот на предходната седмица му беше констатиран престанок на мандатот како најстар член на Съветот, дојде нов председател на Съветот ја јавил на седницата. За работа на оваа седница го предлагам следниот дневен ред. Избор на верификационна комисија, предлог решение за верификација на мандат на член на Съвет на община Богданци, избор на кандидатуарна комисија, предлог решение за избор на председател на Съвет на община Богданци, предлог решение за разрешување и именување на член на комисијата за мандатни прашања, избор и именување, предлог решение за разрешување и именување на член на комисијата за статут и прописи, предлог решение за разрешување и именување на член на комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите. 8. Предлог одлука за определување на приоритетни проекти финансирани преку Европска инвестициона банка во рамките на проектот за подобрување на водоводната инфраструктура на општина Северна Македонија. 9. Предлог одлука за давање согласност и овластување за подпишување на договор за грант. Точка 10. Предлог одлука за давање на согласност за овластување и измерување, односно пренасочување на средства од буџетот на сметка на општина Богданци. Точка 11. Предлог програма за изменување на програмата за урбана опрема во општина Богданци за 2025 година. Предлог програма за измени и дополнување на програмата за редување на градивно земјиште на општина Богданци за 2025 година. 13. Предлог програма за измени на годишната програма за изградба и реконструкција, одржавање и заштита на локалните патишни улици во општина Богданци за 2025 година. 14. Предлог програма за изменување на програмата за изменување на програмата за изработување на урбанистички планови на општина Богданци 2025 година. 15. Советнички прашања. Отварам дискусија по дневниот ред. Ако никой не се јави за збор, тогаш ќе оставам дневниот ред на усвојување. Кој е за? Благодарам. Против? Нема. Никој воздржан? Нема. Констатирам дека дневниот ред е усвоен со 10 гласа за. Минаваме на работа по усвојување од дневниот ред. Избор на верификационна комисија. Како председател, како председавач во моментот, или да имам право да именувам јас комисија, па така предложам тројца души за членови на комисијата, тоа да бидат Никола Страков, Миле Тодоров и Љупчо Карапеев. Комисијата. Има друг предлог ли? Да, и друг предлог има, нема? Нема. Не. Чекай. Предлогот, па точката не. Да. Според член... Констатирам дека предлогот за гласање. Добро, го ставам предлогот на гласање. Кој е за? Воздржани? Против? Нема. Констатирам дека предлогот за избор на верификационна комисија е едногласно усвоен. Точка 2. Предлог за решение за верификација на мандат на член на Съветот на општина Богданци. Сега комисията да се повлече? Да. Ја привиквам верификационна комисија да ги разгледа материалите да става на достъп за избор на комисија Богданци во врска член на Съветот на општина да поднесе извештај до Съветот. Верификационната комисија се... Добро. Пауза има за председател на верификационна комисија. Извештај од верификационната комисија. Верификационната комисија се состои на ден 26.6.2026 година. Комисијата ги разгледа документите кои се доставени од Општинската изборна комисија Богданци за новиот советник на место на Борис Ванчев, а согласно резултатите од локалните избори кои се одржаа на 17.10.2021 година.
Комисията въз основа на документите от Общинската изборна комисия Богданци констатира дека се работи за лицето Миле Шапкаров от листата кандидати на предлагач от група на граѓани Борис Ванчев, кој согласно член 155 од изборниот законник е седми на листата, но бидејќи сите претходно не прифатија и затоа му го поднесува на Советот на Општината овој извештај му предлага да го верифицира мандатот на Миле Шапкаров за член на Советот на Општина Богданци за остатокот од мандат. Отворено дискусија по извештајот и предлог на верификационна комисија. Кој се јава за збор? Ако нема никој, предлогот го ставаме на гласен. Кој е за? Благодарам. Против? Уздржани нема, значи со 10 гласа весува. Со 9. Да. Констатирам дека предлогот на верификационна комисија е усвоен и со тоа мандат на Миле Шапкаров за член на Совет на Општина Богданци за остатокот од мандатот е верифициран. Го повикам советникот Миле Шапкаров да се приклучи во работа на Советот на седницата. Известно дека според член 38 Закон за локална самоуправа новоизбраните членови на Совет и подпишуваат свечено извија, така го повикува Миле Шапкаров да дојде да се подпише советничка изјава. Не работи. На камерата. А ние не треба да ставаме. Ние станаме. Ние като мама изива Не е културно. Ние да се не знам. Той е бонтон Миле, го няма. Общо гимназия обикновено, го не ми ще учи. Јас, Миле Шапкаров, свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе го почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Северна Македонија. Одиме на точка 3. Избор на канdidaционна комисија. Повторно имаме избор според член 16 од Деловникот на Советот на Општина Богданци, кандидат за председател на Советот на Општина предлага канdidaционна комисија. Според член 17 од Деловникот, канdidaционната комисија е избира Советот и тоа е составена од председател и 4 члена на предлог на членовите на Советот. Кој се јавува за збор? Па јас како најстар имам некако право да предлагам како овие тројцата што се члени, само да додадеме да има една женска име Елена, ќе ја ставиме и сега и новиот и валјда има право да учествува во работа. Бидејќи оној од независни, така се да бидеме вклучени во седока. Значи сега останува... Да. Оставам предлогот. Само за председател. Да, на усвојување. Предлогот да ставиме на усвојување кој е за кој. Благодарам. Сега што имам право. Сега гасика. Ја повикам канdidaционната комисија да утврди предлог кандидат за председател на Совет. Ајде, комисија. Подавам збор на председателот на верификационната комисија. Како председател на канdidaционната комисија до председавачот на Советот, значи имаме два предлога. Едниот е како највозрастен член на Совет Никола Шелдаров и Стојмир Дронов. Значи имаме два предлога, го молам председавачот да ги стави на гласување. Да. Сега да ставаме на гласување. Првиот предлог, гласаме за првиот предлог Никола Шелдаров. Кој е за? Благодарам. Против? Нема. Воздржани? Тројица. Благодарам. Одиме на вториот предлог за Стојмир Дронов. Кој е за? Тројица. Против? Воздржани? Благодарам. Бидејќи не проведе
Гласањето со апсолутно мнозинство. Одиме во втор круг на гласање. Повторно ги ставам предлозите на гласање. Како најстари и прв предлог беше Никола Шадаров. Кој е за Никола Шадаров? 5. Благодарам. Кој е против? Кој е воздржан? Благодарам. Гласаме за втори предлог. Кој е за втори предлог господин Дронов? Тројца души. Кој е против? Нема никој. Воздржани? 5 против. Според това констатирам дека за председател на Советот на општина Богданци е Никола Шадаров. Благодарам. Како се Во тој случај продолжуваме со работа. Точка 4. Одиме на точка 5. Ајде, викни. Продолжуваме со работа. Точка 5. Предлог решение за разрешување именување на председател на комисија за мандатни прашања и избори и именување. Отворам дискусија по предложението решение. Дали се јавува некој да звака? Значи, тука ви са вие сите три комисии, кои што беше Борис Ванчев, се предлага да се замена со новиот Рекик или Шапкаев. Мислам, дискусија тука не е потреба за да некој да се развива, само јас би повикал кој е за, против, нема никој, воздржан, нема никој. Констатирам дека решението за разрешување именување на председател на комисията за мандатни прашања и избори и именување е донесено со 10 гласа за. Точка 6. Предлог решение за разрешување именување на член на комисията за статут и прописи. Отворам дискусија по предложението за решение за разрешување именување на член на комисията за статут и прописи. Истото е тоа. Да. Кој е за Миле да биде член на комисията? Благодарам. Констатираме дека решението за разрешување именување на член на комисията за статут на прописи е донесено со 10 гласа за. Предлог решение за разрешување именување на член на комисията за еднакви можности помеѓу жените и мажите. Исто така, на местото на Борчо треба да дојде Миле, кој повикал да гласате, кој е за. Благодарам. Против, нема никој. Воздржан, нема никој. Може да констатираме дека решение за разрешување именување на член на комисията е еднаква можност меѓу жените и мажите донесено со 10 гласа за. Точка 8. Предлог одлука за определување и на приоритетни проекти и финансирање преку Европските инвестиционни банки во рамките на проектот за подобрување на водоводната инфраструктура на општина Северна Македонија. Според отварам дискусија по предложението одлука и најпрво ви давам збор на Сонја Аджирова од општинската администрација да даде образложение по предложената одлука. Не, повеќе сам. Така се, дали може... Ние са трите одлуки. Дали може скупно са първите три одлуки да дадем? Кои точки са? Са отнесават на, сега да ви кажа, 8, 9 и 10. Може. Одлуците са отнесават на проект, отнесен за дел за изградба на дел от водоводна мрежа по населено место Стояково, 100% цевовод от резервоар до резервоар за Селеви, от резервоар Стояково до резервоар Селеви. Бидейки веќе апликацијата е поднесена, значи потребно се околу 450.000 евра без ДДФ се финансират некои делови от водоводната мрежа, заедно со потесниот цевовод. За таа цел потребно е да се донесат одлука за определување на приоритетен проект
Одлука за даване съгласност и областуване за подпишуване на договорът, значи градоначалник огластавка, за да го подпиша договорът, и даване на съгласност и областуване за измеруване, относно пренасочване на средства от бюджетската сметка на община Богданци в случай на непочитуване на договорните условия. Сега в прилика е обяснуването за всички овие три одлуки е потребно да се донесат и да се приложат заедно с апликацията в Министерството за животна средина. Благодаря, Соня. Дали някой се ява за избор? Ако никой не се ява, я ставам одлуката на Соня. Боря се. Повели. И аз само може да поздравам овој проект, се надам дека ќе се отпочне со реализација во најбрзо време. Да се ќе ги подржам сите овие одлуки кои се однесуваат на областување на градоначалникот, се со цел за да оваа работа се искрка и конечно да почнеме да ја решаваме и водоводната инфраструктура во Стојаково покрај Богданци и Гјавото, кој веќе знаеме дека е готово, дека е завршено, така да и Стојаково да добие современа водна инфраструктура. Ова не е мал проект. Ова не е мал проект. Ова е проект од 29 милиони денари, мислам така беше апликацијата. Повеќе време помина, но еве дојде време и ова да се решава. И ако процесот трае, мислам, година и пол, две и повеќе, да. И колку што сум информиран, исто и проектната документација е готова за село Стојаково, за смена на цела водоводна мрежа, но финансиските средства за жал се уште не можеме да ги добиеме сите, за да се изврши целосна замена на таа стара водоводна мрежа и азбестни цевки. Благодаря. Благодаря, Миле. Друг за збор? Ако няма никой друг, я ставам предложената одлука за освоиване. Кой е за? Против? Няма никой въздържан. Констатирам дека одлуката е донесена с 10 гласа за. Благодаря. Точка 9. Одлука за даване съгласно за областуване за подпишуване на договор игра съгласно договора за финансиране СРА ПИС брой 2018-08-37 помежду Република Северна Македонија и Европска инвестиционна банка за да подобруване на водената инфраструктура на общините во Северна Македонија, както и във връзка с закон за задължуване на Република Северна Македонија със заем от Европската инвестиционна банка и финансовия договор за подобруване на водната инфраструктура на общината Северна Македонија. Службен вестник. И одлука за разпределение на средствата съгласно финансовия договор за проектът и подобруване на водната инфраструктура на общината в Северна Македонија. Службен вестник РСМ брой 166-408 4.8.2023 на община Богданци, Министерство за животна среда и пространната планиране Република Северна Македонија. Отворен дискусия по предложението одлука за и най-първо давам сбор на Соня Маджиева от Общинската администрация да даде възражение за по предложението одлука. Поведе, Соня. Окей, јас не сам дека Иста е. објасниме сите. Чуйте кој е за. И точка 10 там помина? Да. Добро. Значи, то беше само останало да гласа. Кој е за? Благодаря. 10 гласа. Освоено са 10 за, против нема, въздържане няма. И тук се отнесва и за 10-та точка. Кој е за? Против нема, въздържане няма. 10 гласа освоено. Одаме на точка 11. Проект програма за
изменение на програмата за урбана обширна во община Богданци за 2025 година. Отворен дискусия по предложената програма и най-първо давам збор на Соня Маджирова от общинската администрация да даде предложение за по предложената програма. Повели Соня. Предлагаме нека измени допълнуване на програмата заради усъгласуване на баранията, поднесени от странките за користене на повършина пред делван простор. Значи, на место на Сандра Митъпа 8 метри квадратни, трябва да стоят 14,5 метри квадратни и на место пред Кокеник 4 метра квадратни, трябва да стои Кокеник 6 метри квадратни. Исто така предлагаме да се допълни во делот во Богданци реконструкция на вештачка трева за детска играчка замок во детското игралище 160,000 денари, а средствата се намалени от поставуването на урбаната опрема кај црквата Свети Георги во Селенди. Вкупната сума за финансирање на урбаната опрема останува иста. Благодарам, Соня. Дали някой се ява да говори? Аз би сакал нещо да кажем сега. Добре е и да се стават нови решения и нещо ново да се направя, ама аз би се навратил на един проблем за Стояков. Трябваше един летни ходец да се направя там в Стояков. Ке ми изтече мандатите, аз никако не можем този летни ходец за да живеям да се направя, не знам що е проблем. Да. И така да аз би инсистирал да го имате това предвид, да се направи летни ходци, кои абер нема кога беше овој предлог, а овој предлог уште се строи, да не речем и да завърши мандата, уште не е направен. Ето затова барам додатен ангажмент да тој проблем се реши вероятно овие 2-3 месеца. Благодаря. Друг некој за збор? Тогаш ја ставам, ако никой друг не се яви, ставам продължената програма на усвоение. Кой е за? Има ли некој против, въздържан? Нема. Констатирам дека програмата е усвоена с 10 гласа за. Одиме понатаму точка 12. Предлог програма за измене и допълнуване на програмата за уредуване на градушно землище в община Богданци 2025 година. Отварям дискусия в предложената програма и най-първо издавам збор на Соня Маджирова от общинска администрация и даде предложение за предложената програма. Повели Соня. Такова е потреба от изработка на съобраќајни проекти. Тоа е за ново предвидената улица, урбанизирана со урбанички план во населено место, во место викано Варта, за приклучок на локалниот пат и уредување со сообраќајна сигнализација на реконструкцијата што го работевме на влезот 1 во Богданци. За таа цел 50,000 денари намалихме од изработка на елаборати за заштита на животна средина и сумата за изработка на техничката документација, целата сума останува иста. Благодарам, Соня. Кој се јава за збор? Ако няма никой друг, те ставам продължената програма за усвоение. Кой е за? Благодарам, констатирам дека програмата е донесена с 10 гласа за. Точка 13. Предлог програма за изменение на годишната програма за израда, реконструкция, одржаване на защита на локални пътища и улици в община Богданци за 2025 година. Отварям дискусия по предложената програма и най-първо давам збор на Соня Маджирова. Повели Соня. Вака по изработката на основните проекти и предмерите, после обработката на деталите се дойде до други суми,
различни кои што беа предложени во првичната програма и затоа потребно да се усогласиме со сумите од проектите изработени од властените проектанти. За таа цел ние предлагаме измена на програмата со истите улички, освен улицата, дел од улица 25 мај, која сега не може да има како предлог за изградба, бидејќи експроприацијата на дел од коловозот на 25 мај се уште е во тек. Имаме измена овде, например, и на вкупните суми. Вкупната сума за уредување на улицата во Болтанци е 13 милиони 414 770 денари, за Стојакова е 1 милион 660 821, Ѓалото е 1 милион 823 169, а за Селене е 3 милиона 576 088 денари, вкупно 20 милиони 474 и 848 денари. Благодарам, Соня. Кој се јавува за збор? Повели? Според вас од оваа програма колку проценти се изработува до крајот на 2025? Значи, проектната документација постои и потребно е да се објави на тендер, да се доне одлука, да се објави тендер, тендерската постапка, да видиме како се заврши и тендерската постапка. Значи сите улици истовремено требаат за реализација? И дали ќе бидат сите заедно на тендер или посебно овие Болтанци, населените места посебно, би требало сите во одреден период да бидат. Благодаря. Некој друг за збор се јава? Повели мене? За мене най-разглед изгледа до делото на разгубени улици за Богданци, точка 2, точка 3. Реконструкция на дело 25 май, катастърска парцела 10954, с очистене, тампониране и поставување на бетон со набавка, транспорт и поставување на радници. Зада, подолу веќе точка 6, да биде повторно реконструкција на кракот 25 мај, КП 10954, с очистене, тампониране и поставување со набавка, транспорт и поставување на радници. Имате точка 2 дело 25 мај, на иста катастърска парцела точка, и имате крак от 25 мај, пак на иста катастърска парцела. Тук защо станува разбор, да ми да обясните, и не ми беше ясно как това кажете, експроприацията на делото от 25 мај не е готова, па затоа не може да се планира реконструкцията. Значи, експроприацията може и да завърши до септември и октомври. Но може да се планира и реконструкция, да се почне чим се завърши с експроприация, може да се започне с реконструкция, така? Никой път в годината ние не сме носили експроприация и сега цялостно готова експроприация, па и сега ќе почнем да планираме средства за реконструкция. Зато една поредно беа двете точки от старата програма. Бюджетът плана. Да, добре. Сега, ако сакате да кажеш, защото не знаеме дали ќе стигнеме и не сакаме да правиме, то е фер. Моја, фер. Значи, разговор. Ама да се каже не е готова експроприацията, па за това няма да биде реконструкцията, експроприацията може ли да готова? Ако има институции, това държава ще са функционални, е работа за вас. За сите, ама от и нема институции трябват експроприациите по 2 години. Благодарам, Миля. Некој друг се јава за збор? Да кажем дека не сум сигурна до кога ќе заврши експроприацијата, за да биде предложена и изградбата. Да, за изградбата. Защо?
26 на двете. Што е дел од 25 маја, а што е крајот? Не е толкова детално, например, те не беше толкова детално образложено. Проектите веќе изливат сите детали, нели, дека ќе оде улицата точно, со која порта ќе биде, со која ширина ќе биде, и затоа и квадратурите не са. Иначе 25 мај и улици са водат, значи објекти на 25 мај на улици многу изведени, меѓу не, со само урбанистички план. И затоа така са предложени како дел крак од 25 мај, дел од улица 25 мај. Да. Ама тие се са на различни краци. Много латно Соня. Друг някой за збор? Ако няма никой друг, я ставам предложената програма за условие. Кой е за? 6 за. Кой е против? Въздържан? 4 въздържан. Благодаря. Одиме на 14 точка. Предлог програма за изменување на програмата за изработување на урбанистички планове на општина Богданци за 2025 година. Отворена дискусија по продолжената програма и најпрво давам збор на Соня Маджиева од општинската администрација да даде образложение по продолжената програма. Повеќе Соня. Значи, изработката на урбанистичкиот проект Бонопатно урбанистички план за мотокрос стазата и за инфраструктури на водоснабдувањето постои трибуна со површински соларни фотоволтаични електрани. Објавивме 3 пати тендер, набавка и третиот пат одлучивме да приложи набавката околу 60.000 денари. Меѓутоа, потребно е да биде одберена и ревизија на проектантите и за таа цел определивме околу 90.000 денари во програмата, за да може да се објави тендер за резиденти на проектантите. Сега тие 90.000 денари ги отземавме од точка 5, урбанистички план во населено место за верски објект на католичката црква и хотелско-устителски комплекс, што требаше да го согласуваме со вториот дел на пакетата. Благодарам. Дали има некој сериозен разбор на програмата? Ако никој... повеќе, Емилија. Колку што го разбрав, сака да кажете дека ќе се отпушне со Изработка. проектот. Да. Значи сега треба ревизија на проектот. Ќе има потреба од ревизија, да, кога ќе дојде моментот, инаку сега е ажурирана подлога уште, па после ќе се случи планирање на просторот и ќе продолжи постапка. Добре. Фала. Благодарам, Емилија. Некој друг за збор? Ако нема други за спор, ја ставам предложената програма за усвојување. Кој е за? Кој е против? Нема. Издржан нема. Цитирам дека се 10 гласа за усвојена точката 14. Точка 15. Советнички прашања. Има некој нешто да пита, да каже, да... Јас Повеќе, Милја. да се заблагодарам на сите што ми издосират важно да бидам член на Словото. Се надевам кратко време имам, ама за добра соработка и добри одлуки за Богданци да бидат по-добро место за живење. Ало. Нека е честито.